Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Премиерот Зоран Заев предпладнето во Скопје го прими тимот ученици од Кочани кои ќе учествуваат на меѓународниот надпревар по роботика во Соединетите Американски држави. При тоа им честиташе на досегашниот успех и вети дека владата на Република Македонија ќе продолжи со поддршката на сите млади иноватори во државата. Учениците од тимот по роботика од Кочани пред заминувањето на меѓународниот надпревар во Детройт имаа прием кај премиерот Зоран Заев. Тој, заедно со директорот на Фондот за иновации Јован Деспотовски, се сретна со учениците иноватори и нивните ментори, како тим Макбот, кој ќе представува Македонија на светското првенство во Детройт. Тимот од Кочани, кој брои 9 ученици од основните и средните училишта, функционира во состав на Средното општинско училиште Гошо Викентиев и е дел од кабинетот по роботика. Изразувајќи огромно задоволство од средбата, премиерот Заев истакна дека му е чест да се дружи со младите ученици, иноватори и нивните ментори кои покажуваат на дело дека во Македонија можат да се дизајнираат и создаваат корисни дела. Разговаравме со Горијан, Мима, Сара, Ана, Никола, Давид, Јован, Петар, Моника и можам слободно да кажам дека Република Македонија може да се гордее и да очекува светла иднина со вакви млади луѓе. Овој тим од вредни, креативни и посветени ученици ќе ја представи и промовира Република Македонија на светската мапа на млади иноватори и затоа ја заслужува сета наша поддршка. Владата, институциите, но и сите граѓани, сите треба да ги поддржиме младите умови на Македонија и да им честитаме за тоа. Да им честитаме на учениците, но и на нивните професори и ментори кои се заслужни за успешно завршената работа. Младите иноватори покажуваат на дело дека во Македонија може да се дизајнираат и создаваат големи дела. Јас ги повикувам нив, но и сите млади да работат, да создаваат и да креираат тука, во нашата Македонија. Премиерот Заев додаде дека владата на Република Македонија ќе продолжи да ја интензивира поддршката и за иновации, за информатичка технологија, како и за развој и дигитализација на Македонија. Како благодарност за големата поддршка, тимот на млади иноватори и нивните ментори на премиерот Заев и на директорот Деспотовски им подарија мајци и благодарница. Следна наша цел е да ова надпреварување да го донесеме и во нашата држава, во Македонија, да не мора да настапуваме под други држави како оваа година што беше и да можат и повеќе ученици да учествуваат во самото ова надпреварување, бидејќи е прекрасна работа за учениците. Ученикот Горијан Илиевски пред присутните ја представи работата на роботот направен од лего коцки со разни приклучоци во зависност од мисијата што треба да ја извршува. Дирекцијата за заштита и спасување Виница со превентивни мерки и активности согласно Законот за заштита и спасување и Законот за шуми. Оваа година, споредбено со ланската, во истиот период, дирекцијата бележи значително намалување на пожарите во Виница. Високите априлски температури го вклучија алармот кај надлежните институции. Деновиве координативен состанок се одржа во подрачната канцеларија на Дирекцијата за заштита и спасување во Виница. Сме обврзани секоја година да вршиме состанок во овој период на годината, од причина што овој период е активен од страна на луѓето кои можат да предизвикат евентуални пожари. И превентива со укажување на луѓето кои се на терен и кои одат на терен да внимават, се со цел да се спречи појавата на пожари, односно уништувањето на шумата и пасиштата. За поздравување е дека во подобра ситуација сме ова година, од причина што прошлата година за тој период од први месец до април 2017 година имало над 70 пожари на отворен простор со интервенција од страна на шумско стопанство Виница Плачковица и територијално противпожарната единица Виница. За разлика од тој период, ова година за овие 4 месеци, четвртиот уште не е заминат, ама се прави успоредба дека има само 7 пожари, што е за поздравување, најверојатно има многу влијание и човечкиот фактор и природниот фактор, така да
ако продолжи вака, имаме шанса да превентивно делуваме малку подобро него минатите години. Како неопходни мерки за намалување на опасноста од настанување на шумски и други пожари на отворен простор, Дирекцијата за заштита и спасување од Виница апелира да не се палат страништа и други површини, да не се врши палење на отпад и друг горлив материјал, да не се фрлаат остатоци од цигари, а во исто време сите надлежни институции да бидат навреме мобилизирани и подготвени за действување на терен. Ученици од средното училиште во Виница следната недела ќе престојуваат во градот Афјон во Турција, како дел од проект програмата Erasmus+. Здрав живот и здрави навики е темата на која средношколците од Виница ќе разменуваат своји искуства со врсници од Литванија, Романија и Турција. Покрај едукација и работилници, учениците ќе имаат можност да се запознаат со културата, традицијата, спортот на овие земји, а пред се на земјата домаќин Турција. Размена на ученици на интернационално ниво со различни земји, кои што ќе бидат ќе се дружат и ќе разговараат на различни теми. Значи, ние кои што заменуваме во Афјон, Турција, ќе разговараме на темата здрава храна, значи здрав живот, и во програмата има ден на детето, значи започнуваме со активности на запознавање, а потоа одбележување на фестивалот на денот на детето. Другиот ден е поврзано со традиционалните јадења, значи кои што се во нашата земја и во Романија, Литванија и во Турција, затоа што тоа е и целта на програмата, секој пат, освен дружењето, и да ја представиме во најдобро светло и нашата земја, со тоа што таму се има дел кој што ќе биде со храна традиционална, другиот дел е со музика македонска, значи треба да представиме со химната на Македонија и исто така позначените работи кои што ја одбележуваат нашата земја преку квиз кој што ќе биде надпреварувачки. И секако тоа го прават сите земји во една иста вечер, освен Турција, која што ќе има специјален ден, наредниот, каде што ќе биде одбележан со пикник, со нивни оној традиционален чај, значи со нивни ручек и вечера. Така да целиот овој проект е поврзан со здравата храна и дали ние денес здраво се храниме или не се храниме и како тоа значи да го избегнеме и да ги на еден начин навикнеме луѓето или младите да се хранат здраво, затоа што брзата храна не е добра во никој случај. Училиштето Ванчо Прке веќе трета година е активен учесник во проектите од Erasmus+ програмата, која што им ги отвори вратите на средношколците да може да ги прошируваат своите знаења, да го усовршуваат англискиот јазик како основна алатка за комуникација и секако да градат интернационални мрежи. И после телесната смрт на Канго, иницијативниот одбор Роккор Орфеј, составен од продолжувачи на неговите настани, и годинава се заложија да не згасне Мактеон, туку да продолжи делото на рок легендата. На 5 и 6 мај ќе го организираат 23-тиот космополитски собор Мактеон на Дабот кај селото Бели. Со телесната смрт на рок легендата Симеон Иванов Канго не умира и одржувањето на Мактеон, кој што тој секоја година го организираше. И оваа година ќе се случуваат настаните Мактеон, рок хепенинг, орфејски мистерии и други дела на Канго, благодарение на организираноста на група ентузијасти кои што го подржуваат и сакаат да го продолжат делото на Канго. Ние се соровме така една група иницијатори, формиравме иницијативен одбор, мислејќи дека постои желба кај голем број на граѓани за тоа се исто да се продолжи, така да веќе почнавме со некои иницијативи. Редовно одржуваме редовни составници на кои го планираме одржувањето и продолжувањето на тоа што тоа го правеше на назад со години. Значи оваа година тоа ќе биде на 5 и 6 мај, сабота и недела. На 5 ќе биде во Центарот за култура, поточно на летната тераса, и во недела главниот настан на Мактеонот ќе биде на Давот во село Бели. Има голема заинтересираност, откако ние направо само што пред некој ден го објавивме тоа на Facebook, веднаш ми се јавија неколку издруженија на граѓани, како и луѓе кои претходни години учествувале со своји некои настапи на тие негови манифестации, како што се поети
или некои издруженија на граѓани со своји настапи веќе ме контактираат и сите овие денови за да со нивна голема поддршка, како и со нивна согласност за да и оваа година не се приклучат и да бидат дел од програмата. Во однос на програмата, на 5 мај, сабота со почеток во 17 часот, ќе се одржи фолклорно дефиле низ улиците на градот и настап на ансамбли на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Во 20 часот, рок настан Орфејски мистерии на летната сцена на Центарот за култура. На 6 мај, недела, на Дабот, кај село Бели, голем народен собор, символично палење на оганот на вечноста со рецитал, играорни групи, поетско излагање и говор во чест на хероите. Иницијативниот одбор за организирање на Мактеон упати јавен повик до сите граѓани, здруженија и правни лица кои сакаат да бидат дел од одборот, да учествуваат во организирањето на настанот и да помогнат во остварувањето на програмата. Еден јавен повик до сите жители на општина Кочани, до сите кои го почитуваат тоа што досега тој го има направено, да ни се слободно приклучат, бидејќи овој иницијативен одбор не е затворен и дека сега сме ние само тие, туку дека е отворено и секој кој што сака има желба на каков било начин да дојде, да ни се приклучи, да биде дел од организациониот одбор и да ни помогне во организирањето на настанот. И повик до рокерите, до сите бендови кои што до сега и Канго имаше помага на назад многу години, како и до сите бендови кои што го почитуваат тоа што тој го има правено со многу години на назад, да ме слободно контактираат за да бидат дел од рок хепенингот кој го планираме за овој сабот. Организаторите ги повикуваат сите граѓани да му возвратат со љубов на оној кој што многу ги љубеше сите и со многу љубов правеше се за Македонија. Повеќе од 500 ученици од основните и средните училишта од општината и од Сдруженијето на пензионерите учествуваа на пролетниот крос во Кочани, што го организираа Сојузот за училишни спортови и локалната самоуправа. Спортската манифестација годинава се одржа по 8 пат, а учесниците трчаа на патеки со различна должина, што беа приспособени на нивната возраст. На почетокот од надпреварите присутните и учесниците ги поздрави градоначалникот на Кочани Никол Чуилиев, кој им посака успех и среќа во трките, повикувајќи ги и во слободното време да рекреираат и да престојуваат во природа. Од Сојузот на училишни спортови искажаа задоволство од масовноста на пролетниот крос и рекоа дека со тоа тој ја исполнил зацртаната цел. Еден начин да ги отргнеме од секојдневните други активности, да може да кросот како дел од атлетиката, а атлетиката ни е кралица на спортовите, да ги потикнеме децата да спортуваат. Се надевам дека овој ден ќе учествуваат околу 600 учесници во сите категории и по пол почнуваат најмладите, 4-то и 5-то оделение, потоа одат 6-то и 7-то, 8-то и 9-то оделение, како и средните училишта од 1-та и 2-та, 3-та и 4-та во машка и женска конкуренција. Во рамки на училишните спортски активности на пролетниот крос му предходија подготовки со кои наставниците по физичко и здравствено образование ги селектираа учениците со најдобра кондиција за да учествуваат на оваа манифестација. Пролетниот крос се одржа на стадионот Никола Мантов, а на најуспешните учесници им беа доделени дипломи и медали. Општина Кочани во соработка со Сојузот за училишни спортови го организираше традиционалниот пролетен крос 2018. Спортската манифестација се одржа на стадионот Никола Мантов, а на најдобрите им беа доделени медали и признанија. Изложба на фотографии и споменици на револуцијата ќе биде отворена в сабота на 21 април во Центарот за култура Бели Мугри. Изложбата ќе биде проследена и со настап на диџеј Ѓорги Јаневски, како и на самиот автор на изложбата Марко Кројач, кој паралелно е и слободен уметник, активист, музичар и диџеј. В сабота на 21 април во 20 часот во малата сала на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани ќе биде отворена изложбата на фотографии и споменици на револуцијата од авторот Марко Кројач.
Уметникот Марк Шнајдер, кој си го зел прекарот Марко Кројач по истражувањата и архивирањето на споменичкото културно наследство на некогашна Југославија, веќе 15 години посветено ги документира монументалните споменици на народно-ослободителната борба на просториите на поранешна Југославија. Денес Кројач е дел од мултимедијалниот колектив Центрифуга од Берлин, каде активно музицира и работи со сито печат. Изложувал во Токио, Женева, Белград, Берлин, Париз и многу други градови во светот како самостоен уметник. Изложбата во Кочани ќе биде проследена и со настап на диџеј Ѓорги Јаневски, како и на самиот автор на изложбата Марко Кројач, кој паралелно е и слободен уметник, активист, сквотер, музичар и диџеј. Шнајдер ќе го искористи присуството во Кочани да го фотографира и архивира споменикот на слободата, еден од најголемите мозаични монументи во Европа. Настанот го организира општина Кочани во партнерство со Центарот за култура Бели Мугри и Министерството за култура на Република Македонија. Изложба под наслов Москва денес ќе биде отворена в понеделник на 23 април во Центарот за култура Бели Мугри. Станува збор за изложба која што е во организација на амбасадата на Руската Федерација во Република Македонија и Руската државна агенција Россотрудничество со поддршка на Музеј на град Скопје. Амбасадата на Руската Федерација во Република Македонија и Руската државна агенција Россотрудничество со поддршка на град Скопје и Музеј на град Скопје и Националната установа Центар за култура Бели Мугри во Кочани организира изложба под наслов Москва денес. Изложбата која што се базира врз основа на официјалните фотоматеријали доставени од страна на град Москва го отсликува современиот урбанистички изглед на руската престолнина. Во експозицијата се представени реновирани знаменитости по кои што е позната Москва низ светот, уникатни архитектурни и инфраструктурни проекти изградени во Москва во последните неколку години, а исто така можностите за развој на туризмот, спорт, образование и култура, кој ги нуди еден од најголемите градови на земјината топка. Настанот се одржува во рамките на одбележување 24 години од воспоставувањето на дипломатските односи помеѓу Руската Федерација и Република Македонија. Изложбата ќе биде отворена на 23 април, понеделник, во Центарот за култура Бели Мугри, со почеток во 12 часот и истата ќе трае до 4 мај 2018. Следуваат информациите од спортот. Викендов ќе се играат редовните кола во првенствата на втората фудбалска лига во машка и во првата фудбалска лига во женска конкуренција. При што Согово на домашен терен ја дочекува Саса од Каменица, а женскиот фудбалски клуб Кочани ја пречекува Речица од Куманово. В сабота ќе се игра редовното 22 коло во првенството на втората фудбалска лига Исток, во кое според распоредот фудбалерите на Осогово ќе бидат домакини на Каменица Саса. Со оглед што се работи за дуел на две екипи кои се конкуренти во борбата за опстанок во лигата, сосема оправдана е констатацијата оти ова е еден од најважните надпревари во првенството за кочанскиот второлигаш. Со освојување на бодовите, жолтосините ќе ги зголемат шансите да му се приближат на својот ривал и во преостанатите кола од првенството да се обидат да го остават зад себе. Во моментот разликата меѓу двете екипи е 6 бода, но според распоредот и тимовите што ќе му бидат противници на нашиот клуб во следните кола, оваа разлика не е недостижна. И управата, и стручниот штаб и фудбалерите на Осогово најавуваат дека ќе одат на сигурна победа, затоа што само тоа е опција за исполнување на зацртаната задача да се остане во второлигашкото друштво. Средбата со Каменица Саса Осогово ќе ја игра на Никола Мантов в сабота со почеток од 16 часот. Во рамки на 16-тото коло од првенството во првата фудбалска лига за жени, женскиот фудбалски клуб Кочани пак викендов на домашен терен ќе се сретне со предпоследниот тим на Речица од Куманово. Тоа што нашата екипа ќе игра со послаб противник воопшто не треба да значи дека победата однапред е обезбедена. Особено што во претходното коло на гостувањето во Каменица нашите девојчиња играа нерешено со последно пласираната Саса. Разликата меѓу кочанскиот женски прволигаш и Кумановки е само 3 бода,
поради што и победата е повеќе од потребна за да се задржи чекорот со останатите екипи. Во моментот, ЖФК Кочани е на 9-то место на табелата со 14 бода. Средбата со Речица ќе ја игра в сабота на стадионот Никола Мантов со почеток од 12 часот. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова петочно издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.